Младите ги пофалија најавените мерки на премиерот Мицкоски наменети за подобар живот на студентите во Македонија. Голем број од нив искрено се надеваат дека со финансиските проекти 250 евра ваучер за електронски уред за сите студенти и до 30.000 евра за бизнис за млади нема да има масовно иселување од државата. Младите го поддржуваат планот на владата, каде преку финансиски проекти, отворање на нови работни места и за гарантирана работа, државата ќе ги врати младите кои секојдневно си ги пакуваат куферите и си заминуваат. Ги проследивме мерките кои што ги беа објавени за млади. Сакаме да кажеме дека овие мерки, најконкретно би ги издвоила мерката за субвенција од 250 евра за секој студент за електронски уред и мерката од 10 милиони за субвенција, односно за отварање на бизниси за младите. Се оние мерки кои што мислам дека навистина ќе потекнат поактивно работење кај младите, можеби малку повеќе да се насочат кон бизнисот, кон тоа да се задржат и да се донесат парите во државата. Овие мерки во суштина навистина теоретски добри, очекуваме да се исполнат во целост така како што е ветено и дури потоа да одредиме колку биле навистина ефективни. Студентите алармираат дека главни проблеми изминатите години биле недовербата на институциите, жилбата за подобар животен стандард, проблемите со образованието, здравството, како и немањето перспектива. Велат дека најзагрижувачки е што се заминуваат високообразовни кадри, оставајќи ја земјава без развојни перспективи. Особено мерката за бизниси за младите ќе биде еден голем фактор одлучувачки за тоа дали младите можеби ќе останат во Македонија или пак ќе бараат својот бизнис или образование да го продолжат во странство, бидејќи повторно младите мораме да ги задржиме во Македонија, но за да ги задржиме младите во Македонија мораме да имаме многу подобри услови. Инаку според најавите од владата, секој млад човек од 18 до 29 години ќе може да аплицира со проекти, ќе добие од 1000 до 30.000 евра за да почне свој бизнис. Парите за сопствен бизнис ќе се доделуваат во зависност од бизнис планот, а за тоа како и дали истите ќе завршат на вистинското место, под строги критериуми ќе оценува комисија, која ќе биде формирана и ќе има представници од повеќе институции.